Makedonija je zaista stvorila moment koji Brisel mora da zagrli na neki način i da ga približi sebi. Macedonia has done so much that it deserves to get this modest but important perspective. Во интерес на ЕУ за да прогласи 2018 за успешна година за Западен Балкан и Македонија да тргне еден или два чекори напред. Три различни соговорници од различна професионална дистанца со ист заклучок. Дека колку 2018 е важна за Македонија, толку евентуалниот успех на Македонија е важен и за Брисел. Čini mi se da je Makedonija paradigmatičan slučaj za cijelokupni Zapadni Balkan. Postoji velika šansa i Makedonija može da bude dio nekog većeg normalnog rješenja za čitavu regiju, a može i da bude na neka vrsta anomalije u jednom kontekstu koji je u većini drugih zemalja u regiji autoritarno nastrojen. Možda bude anomalija koja potvrđuje pravilo. Sad još uvijek, ja mislim da je još uvijek prerano da se dođe do finalnog suda, ali je jasno da su očekivanja u ovom momentu prevelike, da to jeste opasnost, a i da su šanse da se na jednoj zdravoj, transparentnoj, etičkoj, političkoj osnovi izgradi neki novi moment, ne samo za Makedoniju, nego za cijelu regiju. Во рамките на стратегијата за проширување, која што ќе биде објавена во февруари, се очекува да и најдат место сите држави и тоа за сите да биде отворена перспективата за членство во ЕУ. Прашање е дали и какви рокови ќе бидат поставени, бидејќи и по тоа прашање имаат голем број на држави членки различно мислење, дали има потреба или нема потреба од временско дефинирање на следното проширување. Србија и Црна Гора се во тек на преговори за членство со ЕУ, за разлика од сите останати. Меѓутоа, Македонија и Албанија се државите кои што треба да земат залет и во 2018 година да добијат датум за почеток на преговорите, доколку ги исполнат условите кои што се определени со реформските планови на двете држави. Што станува со работата која што дома треба да ја заврши Македонија? Знаеме дека добивме така наречена скусена листа на приоритети. Да кажеме, меѓу нив се три покрупни законски решенија кои што се уште немаат епилог, зборуваме нели за укинување на Советот за утврдување факти, пренесување на неговите ингеренции повторно во Советот, во судскиот совет и на крај измените во законот за заштитени сведоци. Најголем дел од тие работи се веќе остварени. Објавувањето на извештајот за АКМИ системот, односно неговото составување и предавање на надлежните институции е готово, усвојувањето на стратегијата за реформи во правосудството е завршена работа. Наскоро ќе треба да се усвои стратегијата за реформи во јавната администрација. Законските текстови кои што ги спомнавте веќе се во собрание и според планот на работата на собранието се очекува идната недела, последната недела од оваа година да бидат усвоени, донесени во собранието. Исто така пакетот закони поврзани со реформите во системот на разузнавање веќе идната недела ќе се најдат на седница на влада за усвојување, така што најголем дел од оние работи кои што ги договоривме се на пат да бидат остварени или се веќе остварени. Sad je pitanje naravno šta Makedonija može da učini, a šta Brisel treba da uradi za uzvrat. Da li se recimo u području borbe protiv korupcije, reforme pravosuđa, stvaranja transparentnog okvira za strane investicije, reforme medijskih zakona, drugačija praksa prema medijima, transparentnost rada parlamenta, odnosno povrat diskusije i debate u parlament koji je bio blokiran, de facto reduciran na jednu fasadu, da li na taj način Makedonija može da krene naprijed i da na neki način i neovisno od onoga što će se desiti sa Grčkom, privoli i prisili na neki način Brisel da otvori recimo konkretno neke možda nove fondove od 2018. 2019. iako Makedonija još nije članica, da se započnu pregovori, da se možda nađe neki kompromis za započinje pregovora po nekim poglavljima. Какви се сигналите кои што ги добивате за прашањето со името кој што го имам со Грција, кој што де факто ќе влие на процесот приближување кон Брисел? На вистина постои желба и од грчка страна и од страна на европските институции да помогнат да овој проблем биде решен на вистински начин за да биде одржливо решението, прифатено од сите и да предизвика одблокирање на
процесите за зачленување на Македонија во ЕУ и во НАТО. Ова е прилика која што може да се покаже како уникатна за подолго време. Во 2018 година ќе биде година на поддршка на државите од Западен Балкан и тој бран Македонија треба да го искористи, но тој бран треба да го искористи и Грција, затоа што веруваме дека и во интерес на Грција е овој долгогодишен проблем да се реши на вистински, добрососедски европски начин. Треба да се гледа и пошироката слика, вели за 360 Калман Мижеј. Според екс-функционерот на Европската Унија, долгогодишен представник на Брисел во Молдавија и Украина. Преку Македонија, Брисел искуси што може да се случи кога Балканот предолго е оставен без јасна перспектива и поттик за напредок. I really hope that the Balkans is going to go in the right direction. The Balkans is full of challenges. What Macedonia went through in the last years, kind of closing down the democratic space, can happen in some other countries. There is a tendency towards it. I personally believe that the EU has to be a very strong guardian of open democracy with media pluralism and equal access of political parties to competition. Now you have it in Macedonia, and Russia is not a friend of this process. Сите овие пораки засега звучат како новогодишни желби, бидејќи равенката за Македонија е сложена и со многу непознати. Најмногу поради неизвестност околу прашањето зимето. Дали новата реторика од Брисел треба да биде гаранција дека Европската Унија нема да дозволи Македонија повторно да се лизне? Оценката повторно би била воздржана. Зашто во изминатата деценија Брисел беше директен актер во задржувањето на статус квото кој произведе изолирана и киднапирана држава.